Имаме една представа за која што сакаме да одвоиме минути во нашата утринска на Телма. Представата чие што премиера се случува токму вечерва од 20 часот во просториите на јавна соба или паблик рум. Станува збор за представата Мамутот, а денеска мои соговорници кои што малку подетално се разбира ќе ни раскажат за проектот, за работата, за создавањето, за целта на истиот и слично се Бранко Атанасов, еден од актерите, и Христијан Крстевски, кој што е драматург на представата. Момци, добро утро и до вас. Добро утро. И честитки за она што сте го изработиле, ама официјално ќе патиме честитки откако и вечер ќе ја погледнеме представата. Ќе дадам еден мал вовед за чисто и гледачите да знаат од прилика за темата која што ја обработувате. Во нашата земја виреат митовите за ХИВ, младите немаат каде да се информираат, а дискриминацијата и стигмата со кои што се соочуваат луѓето кои што живеат со ХИВ и натаму се присутни и им стојат на патот кон остварувањето на здравствените и социјални права. За секоја хронична болест стои само човек кој што се обидува да го најде својот пат во светот. Борбата со оваа болест не е само борба на поединецот, тоа е борба за сите нас, која што треба да започне со основна едукација која што навистина ни недостасува. Најдобриот начин е да се уништат стигмите и да се зборува јавно, отворено и транспарентно. Тоа ќе го направат и вечерва, претпоставувам, актерската екипа во представата Мамутот. Што покрај ова зборува токму оваа представа, Бранко? Па, како што и кажа по самата најава за представата, имаме една јасна и конкретна порака која што сакаме да ја прикажеме и заради тоа и некако ја правиме оваа представа. Станува збор за, односно, ја начнуваме темата за ХИВ вирусот, низ едни секојдневни ситуации на еден млад брачен пар, односно се уште не се брачен пар, дечко и девојка. И всушност представата, идејата е да од едукативен карактер, младите да едноставно да се запознаат подобро, и не само младите, туку и целото наше општество, бидејќи вака генерализирано сме доста со предрасуди, со една стигматизација која што за жал никако не води напред, и преку едни вакви проекти мислам дека најдобро публиката ќе види што всушност конкретно ХИВ вирусот и како едноставно може да се живее и нормално со него. И дека не треба да представува веќе табу тема. Табу тема, апсолутно, да. Чинам дека одамна, поинакви беа перцепциите за ситуацијата со ХИВ вирусот. Можеби некогаш и луѓе умираа за жал, меѓутоа денес може да се живее сосема нормално со оваа ситуација или состојба, ама тоа треба да го знаат и граѓаните. А ако немаме вакви работи, апсолутно, да, можеби потешко стига информацијата до нив. Христијан, ти си драматург на представата. Колку ти беше тешко, лесно, предизвикувачки да навлезеш во целиот овој процес, да ја обработиш оваа тема на начин најдобар според тебе, ама начин според на кој што или преку кој што успешно ќе стигне информацијата до младите, или како што спомена Бранко, не само до младите, едноставно до сите оваа проблематика која што е специфична и малку треба поубаво да се разјасни, објасни за да им стане јасно на граѓаните. Така, па самиот драмски текст е базиран на веќе постоечки стрип Сини пилули. Изабела уште кога ме контактираше за проектот, мислам ова е една тема која што не може туку така да се внесе во драмски текст и да се нема едно чувство на одговорност кога се работи конкретно на вакви теми кои се табу теми, а засегаат нечии животи. Тоа што беше голем предизвик е да ние не би можеле да се идентификуваме до крај со еден човек кој е диагностициран со ХИВ и како тој живее во секојдневието, но тоа што можевме да го направиме е да истражиме што може повеќе и едноставно да покажеме преку ликовите дека овие ликови се како сите други ликови, како сите нас, само што по некаков след на случајности тие се заразиле со овој вирус и дека тие едноставно може да продолжат нормален живот доколку се доволно информирани. Па тоа и беше целта. Немаме никаква, воопшто не е еден претенциозен пристап каде што ние сакаме да информираме и да образуваме и да кажуваме, едноставно сакаме само да го доближиме проблемот до граѓаните и да сите заедно да можеме да помогнеме во иницијативата да се крене свеста околу ХИВ вирусот. Ја спомнавте и двајцата Изабела,
која е Изабела и кои се останатите луѓе кои што изминатиот период, колку време работевте на овој проект? Активно со проби почнавме некаде околу крајот на јануари, а јас Бека па се уклучи и Кико подоцна. Ова го смислуваме некаде 3-4 месеци претходно. Што почнувајќи од еден истражувачки процес, па потоа и со останатите колеги, генерално сите сме актерската екипа исто така покри Изабела и Сандра Танчева. Ние сме од иста класа, заедно завршивме минатата година на ФДУ. Режисерот исто така ни е млад, исто така што току завршува на ФДУ. Сме екипа која што се знае. Супер екипа, млада, ентузијастичка, браво. Да, се собравме, се склопивме некако и почнавме крајот некаде на јануари и еве сега вечерва имаме премиера. Ова ви е значи прв поголем, да речам, заеднички проект, така? Па да, мислам, откако завршивме некако, да, ние сакаме да си кажеме нашето првенче, еве вечерва ќе има. Бранко, а зошто токму оваа тема? Затоа што велиш дека од пред 3-4 месеци, нели, се започна. Групата која што ја спомена ти, Изабела, Сандра, ако пропуштив некој не дополниме. Актерската екипа. Да, дали можеби оваа тема ви беше блиска до вас, далечна? Дали можеби имавте некој во околината кој што ја има, се соочува со оваа ситуација? Можеби наидовте на некакви стереотипи од граѓаните, па едноставно ве инспирираше да создадете нешто вакво? Да, па првенствено, еве и за мене, а и за останатите колеги беше прво доста далечна таа тема, што значеше дека мораме многу да истражуваме, многу моравме да читаме и да бараме, за да можеме некако нели да го представиме на најдобар начин тоа што сакаме всушност да го кажеме за овој вирус. Така што навистина имавме почнавме некоја точка која што бевме многу далеку од сите информации. Беше тешко да се стигне до нив, бидејќи сега најверојатно за среќа не познам или за жал не познам таков човек, иако нели тој е нормален човек, па не можевме конкретно да направиме мобет како се чувствува. Баравме низ разни статии, ни помогна и Хера како невладина, која што доста се ангажира околу... Извини, јас мислам дека дури заради таа стигматизација која што се уште ја има во нашата земја, дека можеби и луѓето кои што ја го имаат ХИВ вирусот, веројатно тешко јавно да излезат и да зборуваат, баш заради тоа што ќе бидат осудени од општеството, а напротив не би требало, бидејќи се сосема нормални луѓе и не можат тоа да го пренесат. Апсолутно, тоа и сакаме да го прикажеме. Од друга страна, ова е тема која што досега, барем јас колку што знам, кај нас се нема поставувано во ваков формат. Театрот мислам дека досега се нема баш позанимавано со ХИВ вирусот. И цела оваа тематика и оваа проблематика која што малтене и го загрижува општеството. Не се толку информирани и просто малтене мислам дека ова е така некоја отварање на оваа табу тема прв пат на ваков начин во Македонија барем. Христијан, кој е мамутот всушност во приказнава? Да, па мамутот е една фигура, една појава, нешто што може да се почувствува најмногу доколку седнете на столиците вечер и обрнете внимание на представата. Всушност тоа е нешто за кое што една мистерија која што ја покрива возбудата, а и го раскршува ова дејствие, па така што нели секојдневието на еден лик кој живее со ХИВ, неговиот партнер и мамутот ја создаваат оваа представа. Така што мамутот би сакал да остане мистерија до вечерната... Па да, и да не откриваме се, така, до вечерната премиера. Каков интересот сега, има се уште достапни билети. Споменувам или споделувам уште еднаш 20 часот е стартот на представата, локацијата е јавна соба или паблик рум. Да, имаме уште неколку билети останати во продажба. Можат да ги купат онлайн преку Златен Зап, или ако сакаат да дојдат вечерта, мада тоа не е сигурно пред врата, ако сакаат да си купат. Нема да се знае дали има место или нема место. Апсолутно, има уште неколку места. Да, со оглед на тоа што и просторот е нели малку поограничен. Освен оваа представа, успевте да снимите неколку видео епизоди, за што станува збор, каде тие можат да се видат или граѓаните да ги видат, дали
тие видео епизоди откриваат дел од темите кои што ги обработува оваа представа? Па тие се поставени на официјалниот YouTube канал на Мамутот, нели профилот на целиот тим кој работи на представата. Тие се исклучиво од информативен карактер. Гостите кои се дојдени во тие емисии имаат што да кажат и навистина се имаат потрудено да го доближат тоа до секој оној кој би се заинтересирал да биде информиран. Така што сите луѓе кои се интересираат во однос на темата ХИВ и како да се заштитат, како да им помогнат на луѓето, може слободно да го посетат YouTube каналот и да ги погледнат тие информативни видеа. Да, споменавме Златен Зап, тие стојат продукциски зад целиот овој проект. Не знам дали прашањето треба до нив да го упатиме или можете и вие. Ке има ли представата патувачка мисија низ нашава земја, затоа што верувам дека не само во Скопје би требало да може и сигурно и ваша желба е да играте и пред друга публика. Да. Па мислам тоа и ни е во планот. Покрај премиерата набрзо ќе следува и веднаш реприза. Ќе информираме јавноста кога ќе се случи, но ќе биде дефинитивно набрзо. Имаме 4 изјави кои што треба да ги дадеме. Представата е планирано да патува и надвор од Македонија. Сега за сега најверојатно првата дестинација надвор од Скопје ќе биде Крива Паланка. Но за сигурно ќе кажеме наскоро на социјалните мрежи на Мамутот. Да, јас верувам дека е добро да се прикажа целиот овој проект и во другите градови, затоа што ако стигмата постои во Скопје, можеме да замислиме нели како е во останатите градови, особено па и во некои порурални средини каде што за жал се уште се живее со оваа табу тема. Што вие научивте од целиот овој процес? Дали ве промени некако животно искуство? Го доживувате така? Затоа што проблематиката е тешка, ама многу значајна, особено за млади луѓе кај нас. Мислам, колку и да сакаме некако да сме луѓе без предрасуди, некогаш доаѓаме до момент кај што сами се фаќаме дека осудуваме нешто, односно имаме предрасуда некоја. Не можам да кажам дека за овој вирус јас имав предрасудата, ама не бев запознаен. И генерално, знаете, како викаат, леле, ако пиеш од иста чаша да не се заразиш. Да, има многу... И ако се допреме готово, ако јадеме од иста... Да, воопшто не е така и низ представата и баш и имаме делка што изборуваме конкретно дека не е баш толку лесно да се заразиш дали од чаша, дали од допри, дали од бакнеш, мислам, тоа треба да влезе нели до крвта и така натаму. Така да јас не ги знаев тие сите информации, многу голем дел, и навистина сум благодарен некако и што си го направивме овој проект. Првенствено и ние што се едуциравме, што дојдовме на едно повисоко ниво во однос на знаење кога е во прашање ХИВ вирусот, а па уште поголемо задоволство кога ќе можеме на некој начин да ги едуцираме публиката која што ќе дојде. Христијан, ти како гледаш на сето она што веќе е зад тебе, затоа што вечера имаме премиера? Па, мислам, овој процес, без разлика нели на тоа колку долго или кратко траеше во однос на други процеси, беше процес исполнет со навистина големи животни лекции. Ова не беа само лекции кои можат да се предадат во книгите по биологија за средно, сепак е нешто што треба да стигне до секого, стигна до мене на ваков начин и јас сум многу благодарен заради тоа. Заради тоа што додека јас пробував да ги оформам овие ликови како живи ликови, морав да се осврнам и на тоа како да го вметнам ХИВ вирусот во нивниот живот, а тоа да не биде нели ненаметливо да биде едноставно. И тоа ми дозволи да влезам во едни води каде што стварно се чувствувам како да доживав одредена преобразба кај себе и многу сум благодарен на овој процес и на цела екипа што го направивме. Ќе се служите дека секогаш веројатно работите се случуваат во вистинско време и со причина, веројатно и вам Мамутот ви дојде во вистинско време. Мене ме радува што млади луѓе работат вакви теми од круцијално значење за генерално за општеството и што ете преку еден убав пример, преку представа ќе можете да едукативно влијаете на
на нашите граѓани. Официјално да ги поканиме уште еднаш. Тука ќе ви заблагодарам за овој убав разговор со кој што ја најавуваме најновата представа Мамутот, која што вечерва од 20 часот игра во Павлик Рум. Како што спомена и Бранко и Христијан, ќе има уште по некоја изведба, ама за тоа да ви следат по социјални мрежи. Точно, да. На Мамутот едноставно Инстаграм, Фејсбук, Јутуб, тука сме, да. Се сведува и на тие социјални медиуми. Момци, фала ви многу. Успешна премиера и изведба на истата ви посакувам вечерва и да се видиме и во друга прилика за други проекти, затоа што имате и зад вас, да ја кажам, колку толку или некој мини портфолио со оглед на тоа што сте млади, но имате и планови за други работи, ама тоа нека не биде повод за следна дружба. Ви благодарам и на вас, фала ви на поканата и се гледаме вечер на представа.